Дигиталната трансформација веќе не е тема на иднината, туку дел од секојдневието. Од постојаната поврзаност преку вештачката интелигенција до новата генерација мрежи што се најавува како 6G. Но зад големите технолошки ветувања остануваат суштински дилеми. Дали граѓаните навистина добиваат повеќе? Колку Македонија го држи чекорот и каде е границата меѓу напредок и нови форми на зависност, притисок и губење на приватноста? За овие теми и дилеми да си кажеме денеска од два агли, со представник од телекомуникацијската индустрија и со експерт од регулаторниот сектор. Прв гостин во денешното издание е Емилија Андоновска, главен комерцијален директор за приватни корисници во Македонски Телеком. Добре дојдовте во Телма. Добро утро и поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Живееме во време во кое паметниот телефон ни стана продолжение на секојдневието, буквално легнуваме со него, се будиме со телефонот, тој ни е и будилник, аларм, и календар, и камера. Ни стана нешто без кое не можеме да го замислиме денот. Како вам, како човек од индустријата, тоа ви изгледа? Дали како поголема удобност или како навика која веќе почнува нас да не контролира? Па јас секако го гледам како поголема удобност. Веќе не можам ни да замислам како би изгледал денот без мобилниот телефон и без сите тие помагала кои што ги има во рамките на мобилниот телефон. Така да контролата не ја гледам, тоа е секако посебна тема за дискусија, меѓутоа удобноста и тоа што не прати во целиот животен стил, не прати и приватно, не прати и службено, и тоа многу ни го олеснува секојдневието. Не забележувате кај вас лично или кај вашите блиски дека поминуваме повеќе време отколку што веројатно имаме и треба со телефонот в рака? Веројатно да, посебно би обрнала внимание на децата. Мислам дека многу помалку треба да поминуваат време на мобилен телефон, затоа и ние како оператори се трудиме да обезбедиме услуги кои што значат родителска контрола, за да може да се контролира тој дел, меѓутоа ние како возрастни секако може тоа да го контролираме на соодветен начин. Ајде подоцна повеќе за зависноста, односно за замките што тука стојат. Дали приказната за постојана поврзаност е реална потреба на луѓето денес, или пак е повеќе наратив што индустријата го користи за да продава повеќе услуги? Јас би рекла дека е основна веќе потреба. Поврзувањето веќе не е луксус. И ние можеби не сваќаме колку ни значи поврзувањето се до моментот дека не останете без мобилен телефон или без услуга саат-два и тогаш ќе разбереме колку ствари ни значи тоа поврзување. Меѓутоа, тоа што мислам дека се менува во индустријата е тоа што поврзувањето веќе не е единственото нешто што им треба на луѓето, туку е битно кој искуство го имаат додека се поврзани. Колку се работите едноставни за нив, колку работите може да ги имаат сите на едно место, да не лутаат на различни работи, или пак колку можат придобивки да добијат од сето тоа поврзување дополнително од само телеком конекција. Добро, кој профитира најмногу од таа потреба за постојана поврзаност? Или дали постои некоја граница кога треба да се каже ова веќе не е здраво, ова веќе е претерано? Јас сметам дека не сме дошле до стадиум на претераност. Ние сега зборуваме и за дигитализација, зборуваме и за вештачка интелигенција. Тоа се исто алатки кои што на многу поедноставен начин ќе ни ја доловат технологијата од она што ние сме навикнати денес. Така да воопшто не гледам никакво наметнување од индустријата, туку веќе реална потреба и основна потреба, како што ви спомнав, како што ви треба денес струја и вода, така ви требаат и комуникацијски услуги. Што велат бројките? Расте ли задоволството на корисниците или расте само потрошувачката? Задоволството на корисниците секако расте. Тоа е веќе и задоволството на корисниците не расте само во рамките на телеком индустријата, туку тоа се проширува и понатаму. Затоа што нас веќе како телеком индустрија не споредуваат со другите телеком оператори, не споредуваат со искуствата што ги имаат од користење на апликации, на дигитални сервиси со сите други индустрии. Така да тој дел многу се проширува од аспект на споредбите на задоволството, така да тоа нас не прави многу поалертни, многу поагилни за што повеќе да ги задоволуваме корисниците и да размислуваме и за платформи кои што одат и надвор од тоа што е стандардна телекомуникацијска услуга. Во таков начин размислувавме на пример и за Magenta Moments платформата кога ја воведувавме, во која што околу корисникот создаваме еден екосистем на услуги кои што го пратат во неговиот животен стил.
Кога сте во шопинг, добивате попусти, кога сте во ресторани, добивате дополнителни поволности. Сето тоа е дел од пратење на животниот стил на корисникот и еве веќе гледаме дека од последните 2,5 години веќе имаме над 400.000 корисници на Magenta Moments кои што користат, од кои 200.000 користеле активно понуди од нашите партнери. Даваме тука и бенефиции и ексклузивни патувања и се, така да знаете што кога корисниците препознаваат дека има одредена поволност, тие ја искористуваат и се задоволни. Колку растаат цените, а колку квалитетот? Дали едното го следи другото? Да. Дефинитивно цените и видите телеком индустријата имаше најмало покачување на цени од сите основни потреби за кои што зборуваме сега во изминатиот период од 2019 наваму. Кога верите расте задоволството, веројатно имате некаков конкретен процент на задоволство и начин како тоа го мерите, меѓутоа еве јас да ја свртам приказната од другата страна, на што најчесто се жалат корисниците? Најчести проблеми имаме околу во технички аспект, во технологијата, затоа што имаме многу корисници, имаме многу различни сервиси. Денес сите ти имаме многу различни технологии кои што се користат, така да речеме дека од корисниците што се јавуваат на контакт центарот, најчесто имаме прашања околу техничките проблеми. Добро, вештачката интелигенција се промовира како алатка што ни го олеснува животот. Кога станува збор за телекомуникациите, каде е конкретната корист за просечниот потрошувач или корисник, а каде почнуваат ризиците што индустријата не ги споменува? Прво, вештачката интелигенција денес е креирана да биде едноставна. И нејзината улога е да биде едноставен начин да им помогне на луѓето. Без разлика дали правите некој истражување, дали креирате нешто, да правите некоја креативна работа или пак како корисници имате нешто што треба професионално да го завршите, така да во тој аспект вештачката интелигенција навистина е корисна, веќе е многу достапна, многу едноставна за користење и тоа го прави, тоа ја дава им практично и убавината на тоа. Меѓутоа си носи и ризици. Си носи и ризици. Кои се оние ризици кои вие како човек од внатре ги анализирате? За мене, јас би ги анализирала од неколку аспекти. Прво, ми е битна е припадноста, односно каде вие, каде сте изложени на користење на таа, да речем, вештачка интелигенција, колку доверба имате во партнерот кој што стои за таа вештачка интелигенција. Например, ние се повеќе разменуваме информации, нели сме отворени по социјалните мрежи, разменуваме информации. Сите тие информации се алатка за да добиете персонализирани понуди, затоа што тоа е нешто што сите го очекуваме. Меѓутоа, многу е битно кој како ги обработува вашите лични податоци. Имате ли статистика колкав дел од вашите корисници користат алатки базирани на вештачка интелигенција? Па ние минатата година овозможивме пристап на Perplexity, професионална верзија на алатка за вештачка интелигенција преку Deutsche Telekom и 130.000 корисници активно ја искористија таа понуда. Така да верувам дека ние сме многу задоволни со големиот одзив на тоа и ја направивме технологијата и подостапна за да луѓето пробаат, за да видат што може да нуди и за да знаат и како да се постават во иднина. Бидејќи верувајте дека достапноста на овие технологии е многу битна и за развојот на современото дигитално општество. Колку повеќе луѓе користат вакви алатки, толку општеството повеќе ќе напредува и животот на сите луѓе. Добро, но во Македонија има и голем дел што се надвор од оние што не ги познаваат основните дигитални вештини. И генерално тука, кога зборуваме за телекомуникацијските дострели на глобално ниво, колку македонскиот пазар е навистина на чекор до глобалните трендови, а колку заостануваме за тоа? Јас сметам дека сме да држиме добар чекор, дека немаме големо заостанување, веќе и нивото на дигитализација во земјата не е на нивото што беше пред неколку години, зема се поголем чекор. Ние се трудиме што повеќе да го намалиме тој дигитален јаз што постои во општеството, обезбедуваме брзини, квалитетни интернет услуги, обезбедуваме вакви алатки како што ви спомнав за вештачка интелигенција кои што значат достапно за сите, бидејќи професионалната верзија на тие алатки навистина чини одредени средства кои што луѓето не може да си ги дозволат.
Практично намалувањето на дигиталниот јас се случува по два основи. Првиот основ е на тоа да технологијата е едноставна за користење, колку повеќе ја поедноставите, толку повеќе луѓе ќе ја користат, и вториот момент е колку може луѓето да си ја приуштат таа технологија. И кога се стремите кон намалување на дигиталниот јас, што е тука најголем предизвик? Дали станува збор за инфраструктурата во Македонија, за пазарот или пак за регулативата, или за можеби нешто четврто? Па јас сметам дека за сега сите три се пратат паралелно, дека и инфраструктурата и регулативата идат чекор со чекор и така се надополнуваат едни со други. Добро, кога зборуваме за постојаната поврзаност, таа има своја цена, како што и ја почнавме емисијата, а тоа е зависноста, притисокот, губењето на чувството за приватност. Кога сме постојано достапни, како да сме постојано на пиедестал. Некако вели да постојано сме поврзани и имаме потреба од тоа, но веројатно колку што сме поповрзани дигитално, сме поосамени поинаку, и веројатно ова е тема за поголема емисија, меѓутоа и вие, луѓето од индустријата, веројатно сте свесни за тоа. Така е. Дека таа поврзаност носи во исто време и осаменост. Да, тоа беше и целта во последните 2 години со платформата што ја отворивме Направи место, каде што разговаравме за тоа дека не е доволно да сте биде само технички поврзан, ние сме тука како оператор да ја обезбедиме таа техничка поврзаност. Меѓутоа, многу за нас е битно и поврзаноста помеѓу луѓето да остане на исто ниво. И затоа имавме кампањата за кршење на бариерите, кога зборувавме за тоа дека нема напредок во општествата, во бизнисите и во луѓето доколку се базираме само на техничка поврзаност, туку битно е да имаме и човечка поврзаност, или тоа што на англиски викаме connectivity versus connection. Добро, но дали вие како индустрија имате контрола врз тоа? Веројатно никој нема контрола. Се останува на свеста на секој поединец, и како што рековте, возрастните можеби и треба да ја освестат таа зависност од мобилни телефони, меѓутоа кога станува збор за децата, еве, дали поддржувате примерот на некои земји во Македонија? Тоа е се уште отворено прашање, надлежните се уште велат дека не размислуваат за такво нешто, да се ограничи пристапот до социјални мрежи на деца под одредена возраст. Каков е вашиот став? Па јас би се сложила со тоа како родител пред се, така да сметам дека не само тоа што треба да го забраниме, меѓутоа треба и во образовниот систем да ги спремиме децата за начинот на кој што ги примаат информациите во онлайн светот. Ние сме генерации кои што сме учеле на поинаков начин, каде што сме развивале критичко размислување. Тоа е многу битно да и во едукативниот систем навлеземе и да ги поддржиме децата и да ги спремиме за овој дигитален и онлайн свет, бидејќи стварно за нив нема ни да постои поинаков свет. А добро, кога зборуваме за телекомуникациите, знаеме дека компаниите од овој сектор се едни од најразвиените корпорации во светот, и веројатно правите и некакви анализи или размисли, барем во рамки на вашиот тим, каде завршува таа граница помеѓу користење и зависност. Имате ли такви подлабоки анализи, ангажирано психолози, социолози на темава? Дали се размислува во рамки на индустријата за тоа до каде може да оди се ова? Па, до мене до сега немам такви информации од аспект на тоа дека тоа што индустријата го прави. Меѓутоа, секако наша цел е да обезбедиме услугите да бидат достапни, да имам начин тоа да се контролира. Вие спомнав, родителската контрола е дел од рутерот, домашниот рутер што го има во секој дом, каде што корисникот може слободно за време на ручек или кога има потреба да стави ограничување на користењето на услугите, и тоа е за сега тоа што го имаме. За други истражувања јас немам информации. Да, добро, живееме во време на вештачка интелигенција и брз технолошки надпредок, веројатно по 5G, 5G, веќе се размислува и се работи на 6G, до каде се тие трендови и што тоа ќе донесе? Какви се прогнозите? Точно тоа е прашањето. 6G ќе дојде сигурно за неколку години, не во комерцијалниот старт се најавува некаде после 2029 година. На светско ниво, понатаму ќе видиме како ќе следуваат работите кај нас. Тоа што се менува фокусот во телеком индустријата не е веќе на што е технологијата, туку на тоа какво искуство ќе донесе таа технологија. Што ќе биде ново? Значи, веќе нема да се прашуваме кога сите ќе нудат 5G или 6G, затоа што тоа е единствениот стандард што ќе се нуди. Меѓутоа, какво гейминг и стриминг искуство ќе ви овозможи тоа е една работа. Значи, ќе биде
Разликата во деталите. Разликата во деталите и во искуството што ви ја дава технологијата. Истото и за оптика денес. Оптика може секој да ви каже дека носи оптика, меѓутоа искуството во оптиката не е кабелот што ќе дојде до вашиот дом. Искуството во тоа каков рутер ќе имате, каков Wi-Fi стандард ќе има во рутерот, дали ќе имате интернет на секаде во домот, дали ќе имате вредителската контрола што ја спомнувам, така да сите тие работи значат многу. Колкава безбедност ќе имате додека сурфате во домот, се тоа работи кои што се поврзани со искуството во користењето. И веројатно дека се подготвува 6G мрежата и се испитува и незиното влијание врз човекот генерално. Дали се расчистија сите митови и дилеми што ги имаа голем број луѓе на планетава во однос на негативните последици врз здравјето од 5G мрежата? Па еве, може не треба ја да одговорам на тоа прашање. Тие што ги имаат тие дилеми, еве 5G мрежата веќе ја имаме 4-5 години, ние не видовме никакви митови и од тоа што беше дискутирано. Некои статистики се проблематични и може да покажуваат друго. Добро. Господин Андоновска, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание на Си каже. Ви благодарам и на вас. Почитувани, останете со нас. Како што реков, на истава тема во продолжение зборуваме со Борис Арсов, човек од регулаторното тело Агенција за електронски комуникации. Во продолжение, добре дојде на Борис Арсов од Агенцијата за електронски комуникации, каде е раководител на секторот за телекомуникации. Господин Арсов, добре дојдовте во студиото на Телма. Ви благодарам, добро утро и поздрав до гледачите на Телма. И кога зборуваме за 5G, за вештачка интелигенција, па и за доаѓањето на 6G мрежата, често во фокусот, еве и со претходната соговорничка, зборуваме за брзина, удобност, комерцијалниот аспект, меѓутоа забораваме дека телекомуникацијската инфраструктура е и повеќе од тоа, во некои случаи прашање и на национална безбедност и стратешка автономија. Секако, безбедноста е многу важна во овој сегмент и за корисниците, и за тие што ги даваат услугите, и за 5G, и за понатаму за 6G, впрочем во секој вид на технологија која што дава соодветни телекомуникацијски услуги. Еве, операторите се трудат колку можат да прават соодветни заштити за да можат корисниците да бидат колку може позаштитени во делот на нивните податоци, во делот на нивната комуникацијска врска со останатите активности кои што се пред нив. А во делот на бизнис корисниците секако и тоа е важно да се напомене дека и тука операторите се гледам дека посветуваат соодветно внимание на безбедноста во услугите кои што ги нудат. Добро, колку државите денеска генерално зборувам зависат од неколку глобални технолошки играчи? Па секоја држава е посебно приказна за себе. Значи колку ќе може да вложи во телекомуникацијскиот свет, толку ќе и добие. Нели се што сакате да оди напред, тоа чини пари. Кој колку ќе може да вложи во делот на телекомуникациите, толку ќе и добие, затоа што телекомуникацијскиот свет во денешно време оди многу брзо напред. Сведоци сме на тоа дека еве и овие немили настани што се случуваат малку подалеку од нас, овие војни кои што се базираат на телекомуникацијски услуги кои што војниот свет ги користи и тие беспилотни летала и така натаму, сето тоа се напредни технологии за кои што вреди и чини пари. Дали и малите пазари како Македонија имаат можност и реален простор за сопствена дигитална стратегија? Секако дека има. Македонија не треба многу за да го следи чекорот на Европската Унија. Сега за сега мислам дека добро стоиме, некаде по моја проценка и по оние извештаи кои што доаѓаат до нас или до мене, сметам дека некаде ја држиме златната средина. Затоа велам, колку повеќе се вложува во делот на телекомуникацијските технологии, толку подобри услуги ќе се добиваат и ќе може да се користи ќе се навлезе во тој свет на 5G и сега во иднина
или чекаме после 2030 година да се влезе во светот на 6G технологија. Дали со доаѓањето на вештачката интелигенција системите стануваат поранливи? Или со други зборови, дали колку што мрежите стануваат по-паметни, толку стануваат и поизложени на злоупотреби и поранливи? Па тоа, видете, зависи од случај во случај. Како што напреднува безбедноста во делот на технологиите, така напреднува и технологијата за напади на тие системи. Не можеме да кажеме каде е границата помеѓу 100% на сигурност на одредена мрежа или на одредена телекомуникацијска услуга. Секогаш постоеле и ќе постојат некои што се занимава со нелегални работи или упади или такви да гради такви системи кои што ќе служат за нечесни работи или упади во телекомуникацијски системи или упади во телекомуникацијски мрежи. Од тука не можеме не може да се гарантира ни во глобални светски рамки, нити пак во Соединетите Американски држави не може да биде све безбедно. Колку и да се вложува, секогаш ќе има контра. Значи, тоа е еден баланс во делот на телекомуникацијските услуги, каде што колку оди напред развојот на технологии и услуги и користења и безбедност, така и од другата страна ќе има контра, каде што ќе може да се нападнат тие телекомуникацијски услуги и технологии. Се прашање на време колку одбраната ќе може да го издржи нападот. Тука е борбата. Што Добро, дали во Македонија имаме силен кадар во оваа сфера? Инженери, регулатори, експерти за сајбер безбедност, луѓе кои можат да одговорат на сите новини на дигиталната трансформација? Или сите се заминаа во странство? Не, се уште сме во градење на такви системи кои што може да одолеат што подолго одбрамбено на нападите, колку што може повеќе да се вложува, треба, нели, ако сакаме Сега зборуваме за кадар. Да, значи и во кадарот треба да се вложува. Значи ако сакаме да имаме стручни лица кои што ќе осмислуваат такви безбедносни системи, мораме да тие луѓе да ги задржиме овде во Македонија. Како ќе ги задржиме, освен парично, мораме да ги задржиме и со околина во која што ќе го градат своето знаење и ќе може да творат и да обезбедуваат такви видови на системи кои што ќе служат за одбрана од овакви сајбер напади кои секако се штетни за било кој корисник. Добро, во оној дел во другиот дел, кога станува збор за телекомуникациите и вештачката интелигенција, која се повеќе е навлезена токму во телекомуникациите, ве прашувам од аспект на човек кој работи во регулаторно тело и како експерт на темава, дали имате впечаток или сознание или некакво истражување дека корисниците во Македонија знаат кога вештачката интелигенција носи одлука наместо човек, кога станува збор за телекомуникациите? Кога комуницираат со нешто што е робот, а кога комуницираат со истински човек? Па, секако дека се приметува тој вид на комуникација, бидејќи сега ние сме во фаза на градење на вакви системи, значи вештачката интелигенција кај нас сега се воведува и почесто се користи и во телекомуникацијските услуги. Корисникот може да препознае затоа што вештачката интелигенција за сега е составена од систем кој што во него содржи 50.000 до 100.000 прашања на кои што може да одговори и на секое ново прашање, значи 100.000 и првото прашање кој ќе го добие, тој нема да може да го одговори, освен ако вие не му го кажете кој е одговорот на тоа прашање и тогаш го запамтува тој одговор и тоа прашање. Така да се уште ние го градиме системот на вештачка интелигенција и се почестото користење на истата ќе може да дојде до добробит на корисниците. Меѓутоа и услугите кои што ќе се даваат, секако дека ќе дојде до елиминирање на човекот да може да дава такви видови на одговори, затоа што
се повеќе ќе се користи вештачката интелигенција за такви видови на прашања и одговори. Колку со растот на вештачката интелигенција расте и ризикот за приватноста на корисниците? Дали граѓаните навистина знаат колку податоци оставаат зад себе? Секако дека треба и соодветна едукација на граѓаните. Затоа еве и ние од оваа област гледаме што повеќе да комуницираме со вас новинарите, да истражуваме сите заедно, затоа што само така можеме да ги едуцираме луѓето и граѓаните и корисниците за да можат соодветно и правилно да користат паметната или вештачката интелигенција за нивна придобивка и нивна корист. Сето друго, она што не можеме ние да допреме до корисникот, и корисникот секако дека мора да сака да научи и да биде упорен во делот на нештото што сака да го користи, да го научи прво, па после потоа да го користи, да не чепка некаде каде што не научил или нема сознание како сето тоа да го користи, или да праша како нештото се користи, во кој облик да го користи, за да може да добие соодветни сигурни и корисни информации. Добро, и се почесто зборуваме за зависност од мобилните телефони и од екраните, особено кај младите луѓе. Како од ваш агол, како човек кој работи во регулаторно тело и која познава проблематиката, ви изгледа вам ова? Дали станува збор за сериозен општествен проблем, а не само генерацијска критика кон новите технологии? Дали ние повозрастните гледаме дека ова е нешто страшно или навистина помината е онаа граница помеѓу корисност и зависност? Сега за сега мислам дека не можам да дадам точен одговор дали е помината границата на корисно и зависно. Секако дека од корисно преоѓа во зависно. За било која работа која што ја работите, од корисно преоѓа во зависно. Тоа е една причинска последична верижна активност. Секако дека корисниците мора да внимаваат умерено да се користи секој вид на услуги. Но тоа е оставено на индивидуално ниво. Дали секторот телекомуникација, индустријата има одговорност не само да нуди побрза и подостапна мрежа и поголема поврзаност, туку има обврска или вие како регулатор можеби да предупредувате на ризиците дека постои опасност од прекумерна употреба, до нарушено влијание, сон, дигитална зависност кај младите луѓе. Видете, значи ние нашата активност, ако гледаме согласно законските регулативи и директивите во Европа кои што ние ги го користиме, не допира во таа насока. Тоа е обврска само на семејството. Оставаме и на семејството, дури може и на образовниот систем до некаде. Не, повеќе оди на кај психолошките стручни лица кои што се занимаваат со таа проблематика. Ние од технички аспект гледаме да можеме на корисниците да им овозможиме и она што може телекомуникацијските услуги да се користат соодветно. Еве сега ако преминеме после 2030-35 година на 6G, тоа ќе биде исто така многу корисно за граѓаните. Од тој аспект секогаш го гледаме, прво корисното го гледаме, а потоа гледаме да кажеме нешто, нели, кои се опасностите од сето тоа. Секогаш постои одредена опасност во било која работа, која што се работи или која што се користи. Треба многу да се внимава и самите корисници, дали и ние како родители, дали ние и децата наши, мораме ние да внимаваме колку сето тоа го користиме и како го користиме. Без внимание и без соодветно образование на таа тема не можеме да го спречиме, да ја спречиме зависноста на нештото. Дали имате сознание или перцепција дека во Македонија во меѓувреме дека светот се подготвува за 6G, се расчистија сите митови, заблуди или можеби теории на заговор или вистина за штетното влијание на 5G мрежата врз здравјето на луѓето? Се трудиме, видете, се трудиме колку можеме да објасниме дека на вистина 5G и 6G технологиите воопшто не се штетни по здравјето на луѓето и на животните и на растенијата и на се што е околу нас. Јас дури на некои предавања на кои што учествувам, секогаш објаснувам и со математички формули, докажувам дека
зрачењето кое што овие технологии го емитираат во воздухот е многу мало, дури во миливолти, во миливати, ако сакате. Значи, тоа е нешто што е многу мало и не опасно за по здравјето на човекот или околината во која што се наоѓаме. Од сите научни аспекти досега во делот на 4G и 5G за 6G ќе видиме, меѓутоа и тоа оди натаму бидејќи работи на уште повисоки фреквенции и уште помала ќе биде зрачењето кое што ќе го прави 6G, покажуваат истражувањата дека овие видови на технологии воопшто не влијаат на здравјето на граѓаните. А секако дека технологијата не можеме да ја спречиме и да кажеме до тука е границата и нема повеќе да се развиваме технолошки, мораме да одиме напред и да го следиме развојот на техниката како оди и ние да следиме. Борис Арсов, Агенција за електронски комуникации, благодарам за гостувањето во денешното издание, да си кажем. Благодарам и на вас. Почитувани, останете со нас, гледате Телма и довидување утре во истиот термин.